Sine, štom te ukorovam, što i da praviš, te zaštitovam. Ostavi gnev svoja pravda, želbi očekuvanja, prepušti se na mene, tatko, na ljubav ta. Ne plaši se, ostavi se, ne luti se, ostavi se, ne križi se, ostavi se, ljubav ta moja, za se. Ne misli se, ostavi se, prepušti se, vo mene, ne mudruvaj, ostavi se, ljubav ta večna, vo sekoje srce. Slava ti, Gospod Isuse Kriste. Slava ti, Isuse. Tatko, во името Исусово, ти благодарам што и во овој ден Твојата љубов ме облева, Твојот мир ми го даваш. Ги зборуваш овие живи слова за секој што е жеден, беден по дух да ги прими. Живите слова, двоостар меч на духот, кои одделуваат телесен стар човек од духовниот. Те сакам, Господе Исусе Христе, ти благодарам. Благослови го и ова зборување со новата камера, да ти служи, да се прославиш во секој еден од нас, во секој збор ти да бидеш присутен, ти да зборуваш, ти да упатуваш, ти да не учиш, ти да не водиш. Те сакам, Господе Исусе Христе, ти благодарам за се. Денеска зборувам еден текст кој е слезен, кој е една од главните сатански доктрини за одделување на луѓето, каде има ограда и не им дозволува да дојде Исус во вашето срце, или вие да дојдете до Него. Тоа е ова, например, разлика меѓу Господ и Исус, меѓу Татко, Господ и Исус. Тоа е разлика меѓу неговите и делумните верници, меѓу телесните и духовните луѓе. Значи, тие велат Господи, 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 а Исус велеше Татко, Татко. Голема разлика е. Еден е Господ, тие велат еден е Господ. Пазете, сите така велат, сите вери, сите религиски конструкции. Но кој е тој? Има ли име Господ? И тоа е важен момент. Вика, заради моето име, вели Исус, ке ве гонат, заради Исусовото име, и ке ве намразат. Пазете, заради моето име, заради Господ Исус Христос, не само заради Господ. Што и да правите во мое име? Кое е тоа име? Секам бев во една протестантска заедница, кога ги истражував тие работи, кога ме носеше духот, и една жена што таму оди, бидејќи ми даваа да зборувам, сеќавајќи во духот делови стихови научени на памет, а тие не разбира дека тие доаѓаа во духот, сеќаваа дека има дух, им претрча улица, дотрчи и вика, зошто мора Исус да го спомнуваш? Пазете, од заедницата нивна. Господ треба да се вели. Не, Исус. Јас си викам Исус, таа Господ. Исус, Господ. Марш бре Сатан од мене. И така натаму. Има ли име? Заради моето име ке ве гонат и намразат. И друго, што и да побарате во мое име, вели Исус. Што и да побараме во Негово име. Кое е тоа име? Има ли тој Господ некој непознат име? Никој не може да го нарече Исуса Господ, освен преку Свети Дух. И затоа тие велат Господи, Господи, не велат Исусе, затоа што треба Светиот Дух. Сите кои викаат Господе, 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 нема да влезат во Царството Божио. Исус е портата на спасението. Тоа е шифра, код, бројка, а лозинка, кажано со телесен јазик. Значи и други религии велат дека еден е Господ, а Исус не го признаваат. Тоа е духот на Антихристот,
Ти дури верат Бог нема син. Да, Исус не е Господ, Господ. Инаку, кога ќе дојде Духот, познато и запишано, мене ќе ме прослави, вели Исус, само за Исус ќе зборува, што е еден од тие, како да кажеме, одредници кои покажуваат дали ти имаш Дух. Никој не може да го нарече Исуса Господ, освен предку Свети Дух, и ова е другата одредница. И нема да вели, кога ќе дојде Духот, ти ќе велиш Татко. Нема да велиш Господе, некој Господ таму. Татко е сосема друг однос. Знаете, Татко небесен. Кој нема Дух Свети, вели Господе. Не вели Господ Исус Христос. Господе само, доволно е. Не повикува кон Исус катаден. Не вели Татко, твоите деца повикуваат кон тебе. Господ е непознат некој таму горе, некаде, оној горе. Они мислат некој дедо со бела брада ги чека. Дедо Мраз, например. Татко и деца. Ние зборуваме за татко и деца. И тој е однос ученик и дете, за да се вратиш во Царството Божјо. Татко и деца, само децата влегуваат во Царството Божјо. Не е пишано тоа, зашто детето е условено од таткото. Кога си ти мал, ти знаеш, тој те храни, тој те штити, тој те учи, тој ти дава се. Ако не бидете како мали деца, зборуваме за земен татко, кој ќе сватиш дека он, небесниот татко, дава живот, здив и се. Ако не бидете како мали деца, нема да влезете во Царството Божјо. Оставете ги децата да влегуваат во Царството Божјо, им вели Исус на апостолите. Да доаѓаат кај мене. И треба да ги оставиш да доаѓаат, мали деца. Но ако не сака да биде тој дете, тој е возрасен, не сака да биде ученик, тој знае, оправдан е, праведен, не е грешен, не е повикан. Здрав е он, нели? Привремено. Не дојав да ги повикам здравите, туку болните на покаяние, да ги исцелам. И еве стихови, јас сум патот. Исус е патот, ти си на погрешен пат без Исус, вистината и животот. Никој не доаѓа при Отецот, не можеш да дојдеш освен преку мене. Никој не доаѓа кај Отецот, пазите, татко, Господ, непознат далече не е, туку е роднина, родител. Он не роди преку словото на вистината во Јаков. Он не роди, тој не роди. Свето писмо во дух слово на вистина, да бидеме првенци меѓу неговите созданија. Значи, никој не доаѓа при Отецот, освен преку мене, вели Исус. Само преку Исус се доаѓа. Јован 14:6, така да тие се до некој друг Бог без Исус што не го признаваат. Излажани се, тоа е ангел на светлината, тоа е празноверие, тоа се сатански заедници. Не доаѓаат кај Отецот, не можеш да дојдеш освен преку Господ Исус Христос. Треба толку да си сроден, да му направиш место во срцето да живее сокровиште, нели? Да направиш сокровиште Отецот и Исус во дух. Тоа е целата суштина. Во Дела 5:27 им забрануваат на апостолите да го подучуваат во тоа име, во Исусово. Пазете, уште од тогаш е почната таа работа. Во 40 стих ги натепаа апостолите и им заповедаат да не зборуваат за тој Исус, во името на Исус. Значи, забрана да се зборува за Исус. И денеска трае, таа само е суптилна. И сега ќе почне јавно еден ден кога ќе седне гнасниот пустошник на свето место и тогаш ќе биде или лама савахтами. Во Матеј 6:9 се вели: Оче наш, Татко кој си на небесата, да се свети името Твое. Кое е тоа име што треба да се свети? Па Господ Исус Христос. Нема друго име. Името кое свети е Исус Христос. Друг препев: нека се почитува Твоето име, Господ Исус Христос. Неговото име е Исус Христос, име над секое име. И еве стихови: секој кој ќе го повика името Господово, тоа е Исус, ќе биде спасен. Римјаните 10:13. Ако само Господ го повикуваш без името,
не влегуваш во конкуренција за награди за спасение. Тука е целиот проблем. Се разбира, тој гледа и на срце. Горе што повикуваш ќе ти се објави да знаеш кого треба да повикуваш. Римјаните 10:13. Името Господово е Исус Христос, име на секое име, првиот и последниот, почеток и крај, Алфа и Омега, се е од Него и за Него создадено, се преку Него се држи. Значи, се ќе заврши во Него. Друг препев, секој што ќе му се обрати на Господ, ќе биде спасен. Еве стихови, значи да му се обратиш по име, како дете на татко, почетна позиција Господа, има ли ќе ти се објави, и потоа да велиш Господи Исусе Христе. Па затоа и Бог Отецот, пазете, го превозвиши и му даде име што е над секое име. Да во името на Исус, добро е пишано, да се поклони секое колено на се што е Негово, земно, подземно, и секој јазик, подразбира и македонскиот, нели, да исповеда дека Исус Христос е Господ. Дека Исус Христос е Господ, тоа треба да исповедаш. За слава на Бог Отецот, Филипјаните 2:9-10. Значи, тоа е тоа име. Ако не го споменуваш, кажуваш само Господи, не велиш татко, ти немаш дух. Ти си во крив дух, во погрешен дух. Сатаната се преоблекува во ангел на светлината. Ти со човечки ум го толкуваш Светото писмо. Значи, телото без дух е мртво, словото без дух убива. И црквата се без дух е мртва. Отецот се прославува во Исус, значи секој јазик, и македонскиот, така да онаа доктрина на христијански народи православни од бугарската црква и грчката, кои го негираат постоењето на македонскиот јазик, е сатанска доктрина. Фатен е цел народ од сатаната, и затоа тие народи се малку така, како да кажам, гледате дека се претелесни. Знаете, и не можеш од таква црква која е непокајана, која не признава македонски јазик и македонци, дека секој јазик да клекне. Пазете, освен тоа што македонецот е запишан таму, не може да има благодатен оган од непокајана црква, каде што, например, пред 100 години, па го повторувам ова често, ако не се покајат грчките владици, цел народ оди во проклетство. Го благословувале Меласкар, Евангелис, ги нарекувале Христови војници, а тие колеле, убивале жени, деца и старци во македонските села. Знаете? Друг препев, затоа Бог го воздигна и му даде име поголемо од секое друго име. Преку тоа име, пред Исус, сите суштества пред тоа име на колена ќе клекнат, небесните, земните и оние под небесата. Сите отворено ќе признаат. Треба да признаеш дека Исус е Господ. Тоа ќе му донесе слава на таткото. Знаете, синот ја извршува задачата, пратеникот, Филипјаните 2:9-11. Значи, сите ќе клекнат и ќе признаат, а тој не признава дека Исус е. Тука е целиот проблем. Исус велеше татко, затоа го обвинија израелците. Овој Господ го нарекува татко. Ете, сатаната како влегол во таа доктринарна црква, тој избран народ, за да го распнат Исуса. Друго име нема. Значи, некои се повикуваат на Стариот Завет, пишува дека е тој надминат во Новиот Завет. Јас сум Јехова, тоа е моето име. Тоа е неприфаќање на Новиот Завет. Ти живееш старозаветно, око за око, зап за зап, Исаија 42:8, со 10 Божји заповеди никој не може да се спаси, немаш сила. Но Исус беше пратен од Отецот. Токму тоа, за да ни помогне, се овоплоти, стана човек, плати за нашите греови, ја пролеа својата крв, крвта Исусова врз секој еден од нас. Пазете, имаме нов завет. Ако не го повикуваш Исус, не го прифаќаш новиот завет на вечната љубов, значи не можеш да се вратиш кај Таткото Небесен и ти остануваш во Стариот Завет, крвта ваша на главите ваши, плаќаш самиот. Тоа е тој момент. Јас сум Господ, тоа е моето име, и нема да ја дадам славата своја на друг, ниту честа своја на идоли. Славати Исаија 42:8.
Да, но потоа тој даде име над секое име во Новиот Завет и затоа доктринарните цркви кои се подпираат на Стариот Завет не им е јасно, не прифаќаат крвта на попрскувањето на Исус, не ја прифаќаш, ти си живееш во стариот грев. Во случајот на Господ Исус Таткото, во него се прославува Отецот. Еве, прослави го својот син, пазете, за да те прослави синот тебе. Јован 17:1-2. Затоа тоа име е прославено, тој изврши се, послушен беше со смрт на крст. Пазете, да плати за секој еден од нас. Друг препев, татко, дојде часот да го прославиш својот син, за да може синот да те прослави тебе. Понатаму 17:1-2 Јован, зачувај ги преку силата на своето име, Исус Христос, што ти го даде, за да бидат едно, како што ти и јас сме едно, Јован 17:11. Значи го даде тоа име, да се повикуваме на него, да велиме Господи Исусе Христе, не само Господи. Друг препев, Оче, дојде часот, прослави го својот син, за да те прослави синот твој 17:1-2. Зборуваме за прославување. Други стихови, ве уверувам дека мојот небесен татко ќе ви даде што и да посакате во мое име. Јован 16:23. Во негово име. 16:23. Се ќе ви даде. Пазете, во Исусово име. Дали бараш во Исусово име? Вистина ви велам, што и да посакате од Отецот во мое име, ќе ви даде. Значи, барам во името Исусово од Таткото. Досега ништо не сте барале во мое име, Исус Христос. Барајте и ќе добиете, за да биде радоста ваша полна. Имате ли полна радост, сотрудници? Јован 16:23-24. Сте барале од Господ, но не сте барале во името Исусово. Тој е далечен непознат Господ, кој знае каде е, така го именуваат и муслиманите, и будистите, и јеховините сведоци, и сите други неверниците. Има некој горе, Господ. Ние зборуваме за родител, за Татко небесен, деца на земјата и дадено име Исус Христос, големиот пастир на овците Исус Христос. Исусе, те љубам. Нели никој не доаѓа при Отецот освен преку мене. Не можеш да дојдеш кај Отецот освен преку Исус. Ако не го признаваш Исус, ти си на погрешен пат, ти си на широкиот пат, сатаната те измамил и не можеш да ги исчекориш тие последни чекори. Не можеш да се вратиш во Царството Божјо без тоа име. Исус е портата на спасението. Тие велат Бог нема син. Пазете, не го признаваат Исус, дух на антихрист е тоа. Велат Господ, не велат Татко. Не велат Татко. И Исус не го именуваат како Господ. Немаат Дух Свети. Нив ги води духот на овој паднат свет, ги излажал со телесно читање на Библијата. Духот на паднатиот свет, тоа е разлика меѓу Господ, Татко, Исусе, Господ Исусе Христе и Исус. Смрт и живот во вечната љубов. Кој ќе го повика моето име ќе биде спасен, Господе Исусе Христе, дојди во секој еден од нас да бидеме спасени. Тоа е тоа име. Кое е тоа име над секое име? Исусе, Исусе, на помош. И сега одиме еден Солуњаните 1:11-12. Во овие стихови е сето тоа содржано во еден стих згуснато, да го разбереш. Да ве удостои нашиот Бог Татко, вас сите, за звањето, нешто работиш ти, и да исполни со сила духот секоја желба за добрина, сотрудник, работиш за него, и секое дело на верата, значи треба да имаш дела на верата, на љубовта, да се прослави во вас Таткото, во името на нашиот Господ Исус Христос да се прослави Таткото, и вие да се прославите во него по благодата на нашиот Бог и на Господ Исус Христос. 1 Солуњаните 1:11-12. Значи, одиме уште еднашка, овде е целата суштина, да ви удостои нашиот Татко со звањето и да ви исполни со сила
за секоја желба за добрина и секое дело на верата, така тој ќе се прослави во вас во името на нашиот Господ Исус Христос ќе се прослави. И вие ќе се прославите во Него по благодата што ви е дадена, по благодат сме спасени на нашиот Татко и на Господ Исус Христос. Те сакам, Господе Исусе Христе, јас те молам да слезе Твојот дух, да ги осветлиш оние кои се погрешно научени во погрешна доктрина наполнети со цитати, стихови, правила, обреди, а немаат место во своето срце, вистински да се населиш со вечната љубов, со Отецот и Јагнето, Таткото и Исус во еден дух, едно тело, да бидат едно и ние да бидеме едно со нив, еден дух. Тогаш ти не правиш разлика меѓу Татко, Исус и тебе. Ти си дел од вечната љубов, се враќаш во својата духовна природа и имаш сила да ги љубиш сите, да победуваш со љубовта од земјата до небесата. Бегај од нас, Сатано, во името на Господ Исус Христос и не враќај се повеќе. Се што е од Исус нека остане кај секој еден од нас. Се што не е од Исус да замине веднаш. Тоа е заповед на молитвена војска Исусова од десната страна во силата. Не за сатаната и смртта. Да, за Исус во секој еден од нас, во сотрудниците, заедница, молитвена војска, во македонскава земја и насекаде. Бегај од нас, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Бегај од Македонија, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Со прстот Божји, со раката Божја заповедувам во името на Семокниот Бог, Татко, Отец и Господ Исус Христос. Од земјата до небесата, љубовта Исусова да ве преплави и ќе ве преплави. Амин. Милуди се, сине, штом те укорувам, што и да правиш, те заштитувам. Остави гнев своја правда, желби очекувања, препушти се на мене, Татко на љубовта. Не плаши се, остави се, не лути се, остави се, не грижи се, остави се, љубовта моја е лек за се. Не мисли се, остави се, препушти се во мене, не мудрувај, остави се, љубовта вечна во секое срце.